Државната комисија за спречување на корупција оформи предмет за објавениот оглас за прием на нови 130 слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители, откако до нив пристигнале 2 пријави за прекршување на изборниот законник и законот за спречување на корупција. Роковите истекуваат, а Академијата има уште неколку денови од законските 15 за да ги достави потребните податоци до антикорупцијска. Веднаш оформивме предмет како комисија, до институцијата доставивме барање со потребни документи. Рокот за доставување на овие податоци тече. По утврдување на фактичката состојба ќе донесеме и соодветна одлука. Времето истекува и зидните суди и јавни обвинители, бидејќи на 1 април започнуваат со полагање на квалификациониот тест, а на страната на Академијата се уште не е достапна базата на прашања. Спорно и тоа што годинава наместо електронски, тие ќе полагаат писмено. Ова измена беше направена во последен момент и тоа со европско знаменце. Ваквиот начин на полагање на тестовите според познавачите е плодна почва за манипулација со тестовите и уште еден доказ дека власта не успеа да ја трне политиката од правосудниот систем. Многу пати се истите работи кажано, очигледно е дека никој не ги слуша и нема слух. Политиката е длабоко навлезена во правосудството и буквално правосудството е добра нивна маша, орудие за справување и средување на некои работи. Така да не е овој изолиран случај, не е ништо ново. Според професорот Гордан Калајджиев, Академијата подолго време е извор на проблеми, а не фактор на стабилност. Подолго време Академијата е извор на проблеми и контроверзи наместо фактор на стабилност и развој. Време е да конечно излеземе од долгата фаза на практично пилот проект, но претходно треба отворено и реално да се анализира постигнатото. Последниве години сопруги, синови и ќерки на функционери ја помина обуката на Академијата, а дел од нив се веќе избрани суди и обвинители. Меѓу нив е и синот на сегашниот технички премиер Талат Џафери, кој стана обвинител.